УПОС се загрижени и вели дека на повидок е суспендирање на колективниот договор, се огласија денес од синдикатот. Некој повторно сака да ги ограничи преговорите и подпишувањето на колективни договори, како да не се научија од грешките од минатото, дали на повидок и уназадување на правата кои произлегуваат од колективните договори. Со заклучок од седница на влада, министерот за финансии повторно ќе одлучува кој ќе може, а кој не ќе може да склучи колективен договор. Вака ли ќе градиме социјален диалог? Стои во денешната синдикална реакција која алудираше на тоа дека предвиденото септемвриско покачување на платите од 10% сега е крајно неизвестно. Но ова министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска образложи. Тоа до сега што е подпишано и е во сила е предвидено во рамки на ребалансот на буџетот. Што не е подпишано, не е предвидено во овој момент во ребалансот, но затоа се прават дополнителни анализи врз основа на кои што ќе видиме од 2025 година како. Овој буџет беше, како што ви кажав, да ги затвориме сите отворени проблеми кои што можат да направат дополнителни штети на буџетот. Кочовска денес изнесе дека цели 30 милиони евра лани биле исплатени по основ на извршни судски решенија. Спомнав, околу 30 милиони евра во 2023 година се исплатени само по основ на извршни исправи. Ова годинава се очекува да биде многу повеќе. Сето тоа како резултат на тоа што претходните министри воопшто не воделе сметка за тоа колкави, да речеме, штети прават по буџетот од овие дополнителни законски камати и судски предмети кои што ги создавале. Најчесто се, како што кажав, од повреди на Законот за работни односи, каде што се префрлани вработени од едно на друго место, вработените си тужиле, си добиле на суд. Исто има и непочитување на колективните договори кои што биле подпишани и на тој основ исто така има многу тужби. Кочовска на денешната пресконференција обелодени дека е во постапка одземање лиценци на две друштва кои организираат игри на среќа, бидејќи со години не платиле ниту денар данок на државата.